Се наоѓам во населбата Козле, во градот Скопје, на улица Теодосиј Гологанов 147. Ја кажувам точно адресата, бидејќи екипата на јавното предпријатие Водовод и канализација, тука се со нивната механизација, каде што има дефект, еве, можеби ќе потоа камерата ќе покаже, веќе излева вода. Ке разговарам со Горан Ковчегарски, кој што е раководител на секторот Водовод во јавното предпријатие Водовод и канализација. Верувам дека секојдневно се соочувате со дефекти, веќе сте на место, веќе правите сондажи како да пристапите за отстранување на овој дефект. Добро утро и веднаш да ни одговорите колку ќе трае овој зафат и дали временските услови, односно минусните температури, знаат да предизвикаат повеќе дефекти. Кои се причините? Најнапред добро утро до сите гледачи на македонска телевизија. Денес се наоѓаме на една локација каде што имаме дефект на водоводна цевка со пречник од 100 мм. Причината не се ниските температури. Ние како јавно предпријатие секогаш нашите мрежи ги инсталираме на пропишани длабочини согласно стандардите и на тој начин се оневозможува, значи настанување на дефект од ниските температури. Најчесто дефектите настануваат од можеби одредено присуство на воздух во самата инсталација, дотраеност на материјалите, односно технички кажано замор на материјалите, и постојат одредени други причини, може од механички вибрации. Нечесто се случува градежните компании кога извршуваат некои градежни активности, од небрежност ќе повредат некоја цевка, ќе настане дефект и, како што спомнав, значи има повеќе причини за настанување на дефектот. Малку е невообичаено за овој период од годината да имаме поголем број на дефекти. Како што спомнавте, ние моментално работиме на 8 локации, значи на 8 локации имаме вакви активности за санирање Тоа на дефекти. Тоа не е мала бројка, нели? Не е мала бројка, меѓутоа ние сме присутни и каде што има потреба секогаш излегуваме и мораме да се, бидејќи сме јавен сервис, ние мораме да се грижиме за нашиот водоводен систем и секојдневно да обезбедуваме непречено водоснабдување до граѓаните. Бидејќи сме на оваа локација и да знаат граѓаните од оваа зграда и од околните, можеби, куќи, колку време ќе немаат вода? Па, ние се надеваме, имајќи предвид од досегашните искуства, дека доколку се оди во ред, мислам дека за нека до 2 до 3 часа ќе го санираме овој дефект и ќе им овозможиме на граѓаните повторно редовно водоснабдување. Во оние редовни теренски активности вршите рачно или според со ваши механизации чистење на сливниците. Честа појава е на совесноста на граѓаните, можеби тука ќе дадеме и апел до нив. Навистина, тоа е исто како сами да си го создаваме, нели, сметот кој што па нас ке ни пречи да немаме проток на вода, да нема се она што е редовно водоснабдување во мрежата. Екипите на сектор канализација секојдневно извршуваат активности за превентивно одржување на канализацијскиот систем и тоа го прават согласно одредена динамика и планови, како во делот на атмосферската канализација, исто така и во делот на фекалната канализација. Ние покрај овие редовни активности ги пратиме состојбите на терен, исто така ги пратиме временските прогнози, и согласно информациите и условите, некогаш покрај редовните активности извршуваме и дополнителни активности во смисла на чистење на сливници, чистење на шахти, на канали, на сите и споредни главни улици во градот Скопје, се со цел да овозможиме непречено одведување на урбаните води и односно да оневозможиме запушување на канализацијскиот систем. Како што спомнав, покрај атмосферската канализација, ние исто така правиме и за фекалната канализација редовни прегледи. Меѓутоа, некогаш по потреба извршуваме и дополнителни активности кои што се причинети од несовесното, односно несоодветното третирање на нашиот канализационен систем. Нажалост, тоа е предизвикано од страна на граѓаните, затоа што можеби тие на некој начин нашиот канализационен систем го перципираат како отпад, невиден отпад, некој каде што можеме често пати во системот да најдеме влажни марамици, коински материјали и други Тоа е честа појава што постојано се и други био неразградливи материјали.
Меѓутоа, покрај вакви материјали, нечесто наоѓаме, да кажеме, и делови од мебел, од постелнина, некогаш и животни има во самиот канализационен систем, и сето тоа прави да дојде до запушување, односно невозможување на правилното функционирање на канализацијскиот систем. И, нажалост, штетата е двојна. Покрај тоа што, значи, има штета на нашиот канализационен систем, има штета и по самите граѓани. Знаете, одливањето на фекалните води од канализационниот систем исто така штетно влијае на самата животна средина и на околината. Дали овие појави се повторуваат на исти места или тоа е распространето низ градот? Сакам да прашам дали едни исти корисници го прават ова? Не, тоа е, значи, присутно низ просторот на целиот град. И еве, ја користиме ова можност, а ние секогаш користиме можност кога ќе излеземе на медиуми, дури некогаш организираме и специјални кампањи со цел да извршиме едукација на граѓаните и да укажеме на последиците кои што може да настанат од несоодветното и несовесното третирање на канализациониот систем. Така, доста говоревме и за атмосферската и за канализационата мрежа. Во делот на одржувањето, има ли во градот каде што се поставува нова? Има ли потреба од нови канализацијски мрежи? Ние секојдневно со екипите од техничките служби во нашето предпријатие ги следиме состојбите и согласно кондицијата на нашите системи одредуваме од некои приоритети каде што врз база на тие согледувања и анализи проценуваме дали треба да се направи реконструкција на некоја постоечка, без разлика дали е тоа канализациона или водоводна мрежа. И најчесто во соработка со градот, со општините, донесуваме одлуки, заеднички постапуваме на реконструкција на стари и изградба на нови мрежи онаму каде што се развива градот. Во делот на притисокот, знаеме дека летниот период може би е потежок за притисок на вода, меѓутоа може да има и во зимскиот период. Има ли такви места, точки каде што нема доволно притисок на вода, бидејќи енормен имаме урбан растеж на градот? Да, како што спомнавте, посебно во летниот период тоа е изразено затоа што во летниот период системот ни е подинамичен, потрошувачката на вода е поголема и тоа секако имплицира на одредени места, подрачја во градот да имаме намален притисок. Знаете дека водата во нашиот систем доаѓа гравитачно, поаѓајќи од Раче па надолу према центарот на градот и во оние повисоките делови, односно оние делови кои што се поблиску до самото извориште, некаде има локации каде што притисокот може да се намали, поточно кажано во делот на Ѓорче имаме, значи, некогаш одреден недостаток на притисок. Меѓутоа, ние се трудиме со максимални напори колку што можеме да помогнеме и да придонесеме за редовно водоснабдување кај нашите жители. Така. Пречистителна станица за отпадни води Волковот, наменете за чистење на комуналните отпадни води. Како оди со оваа пречистителна станица? Пречистителната станица во Волково има функција да обезбеди собирање и пречистување на комуналните отпадни води од собирното подрачје на Кисела Јабука, Волково и Стопански двор. Таа е димензионирана за 19.500 еквивалент жители, работи согласно најсовремените технологии, поточно кај нас е СБР технологијата застапена во пречистувањето на водите. Во периодот од 1 јануари до 31 јануари, значи изминатиот месец, направени се некаде проверки и имаме информации дека се пречистени 43.575 метри кубни вода. И согласно анализите, констатирано е дека резултатите се задоволувачки, степенот и ефикасноста на пречистените води се во рамките на што е предвидено согласно европските стандарди и можеме да кажеме дека покрај пречистувањето на овие води во самиот предтретман, односно во пречистувањето на оние грубиот отпад, некаде се отстранети околу 1,1 тон отпад. Водите исто така ги пратиме, ги анализираме. Исто во овој изминат период во месец јануари направени се 16 анализи на 2 мерни места и секогаш параметрите се испитуваат во однос на она што го имаме ние како дозвола, односно што треба да се обезбеди како дозвола за
испуштање после на тие води во крајниот реципиент, односно во реката Лепенец. Так. Уште да ве прашам, има ли потреба во градот, онамо каде што вие работите, потреба од нови атмосферски канализации, они мрежи или поставување нова во однос на поплавувањето и собирање на водата? Спомнав и претходно, онаму каде што се шири градот и каде што има потреба, ние секако врз основа на соодветни проекти градиме и нови мрежи, ги реконструираме и старите и секогаш тоа го правиме во соработка со градот и со општините. Так. Еве од свеж датум да кажеме, имаме моментално изградба на фекална канализација и водоводна мрежа на Митрополит Теодоси Гологанов и на улицата Димо Хаджидимов во Кисела Вода исто така имаме изградба на атмосферска канализација и дополнително изведба на водоводна мрежа. Кога има дефекти граѓаните, имате контакт телефон, може и на вашата веб страна? На нашата веб страна секогаш има информации, дежурно информативниот центар од нашето предпријатие секогаш ги извештува Центарот за управување со кризи и сите релевантни медиуми кои што треба да имаат информации и таа информација да споделат со нашите граѓани, се со цел навремено да си обезбедат вода и да се стрпат, да речеме, наредните 2-3 часа. Так, верувам дека ова, како што го кажавте, ќе оди брзо и лесно, не дај Боже нешто дополнително да се случи. Горан Ковчегарски, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам и вас.